Литературата е уметност на изразување преку зборот, која може да биде устна, но најчесто е писмена. Една од уметностите и една од најстарите форми на уметнички израз, карактеристична по вербалниот израз. Не е лесно да се дефинира што е, а што не е литература, бидејќи тоа е концепт што се развивал историски и постојано претрпувал промени. Едно од карактеристичните обележја на литературата е употребата на јазикот, кој се разликува од секојдневниот јазик по својот конотативен и естетски карактер и употреба на реторички форми и фигури со цел да се збогати и украси тој израз. Целта е пренесување искуства, емоции, идеи или приказни на авторот, вистинити или фиктивни, со цел да се воспостави врска со читателот или слушателот. Романот е најобемниот и најсложен поджанр на наративната литература, каде што се обработува приказна со многу ликови, една сложена нарација која може да содржи повеќе субнаративи и различни начини на представување на приказната. За тоа што значи еден роман, од првата испишана буква па се до неговото издавање, ќе ни зборува вечерва нашата млада и надежна писателка Фросина Пармаковска. Фросина, добро вечер, добре дојде во Трафика. Добре најдов, благодарам на поканата. Родена во Скопје, дипломирана катедрата за општа и компаративна книжевност. Ајде да тргнеме од таму. Кажи ми како реши да студираш тоа, како реши да пишуваш, односно од каде ти дојде таа инспирација толку голема за да можеш да почнеш да го преточуваш својот збор на хартија, нели? Да, таа приказна ќе морам да се вратам многу порано. Почна во раните години со процесот на читање, ама на тоа му претходеше уште еден процес на раскажувањето. Тоа беше мој прв допир со литературата. Нас дома не заспиваа со раскажување приказни. Една од првите ја памтам Силјан Штркот и секогаш му ја барав на татко ми да пред спиење да ми ја раскажува, па паметам во еден момент го набави комплетот на Цепенков, ни читаше секоја вечер и мислам дека тоа има голем удел во тоа како подоцна сум го спознавала светот и мојата љубов кон пишувањето. Научив исто да читам релативно брзо и бев многу брзо обземена од таа магија на книгата. Првите обиди почнуваат уште на училиште и наставничките во целиот образовен процес ја препознаваа таа љубов, ја охрабруваа, ја негуваа, така што кога дојде веќе моментот за избор нели на факултет, многу понапред и за средно кога беше, јас знаев дека ќе студирам еден ден на книжевност. Така што тоа не беше нешто што го размислував, тоа дојде како да се знаеше однапред, многу време. Средно учеше претпоставувам во Јосип Брос или не? Не, учев во Борис Кидрич, Васил Антевски Дрен, учев за да ги поминам, тие 4 години. Економско. Јас правен смер, добро. За да стигнам на книжевност. Да, јас завршив тоа, мислејќи дека еден ден ќе бидам економист или нешто такво, ама... Јас знаев дека нема да бидам. Кажи ми, кој ти е тебе прво сеќавање дека си напишала нешто и си рекла, леле, ова ми е навистина убаво и сум срекна, се гордеам со ова што го напишав. Се сеќаваш? Сигурно. Се сеќавам сега, вака и ми е смешно самата себе, зашто имам пишувано и поезија во тие години, 3-то, 4-то, 5-то. И памтам дека, тогаш го имам тоа чувство почувствувано, затоа што не носеа на литературни читања и тоа е едно од поттикнувањата нели на афинитетите кај децата, така што тие моменти ги памтам каде што
семено, имате некој што пишува, има некој што се бави со уметност, не? Ти ќе Не. бидеш првата? Не, јас сум првата, да. Првата Пармаковска, добро. Кажи ми, 2017 е роман на годината Одбројување. Во 2014 предходно Вишнова хроника во финале за истата награда и во 2024 Рацинова признание за романот Се уште можам нешто да сторам. Сега, тие награди што ги добиваме ни значат нешто. Што ти значи? Значи, тоа е еден вид поддршка, нели? Некој те признава дека нешто си направила. Што значи за тебе? Па, Да бидеш роман на годината не е мала работа, не е нели? мала, ќе лажам ако речам дека не значат, особено ете во првите романи кога треба се етаблирате на нашата сцена и кај критиката и кај читателите, да речам, наградата е од пресудно значење во мојот случај, затоа што наградата е најдобра референца, најдобра реклама на самиот роман и на многу побрзи и поефикасни начини се стигнува до поголема читателска публика. Тоа за мене е најголемата сатисфакција. Секоја награда ме допрела мене, моите книги до поголема читателска публика. Мислам дека тоа е најдоброто што го носат наградите, а попратно со тоа одат и нови изданија, преводи, гостувања дома или во странство. Сето тоа сепак е некој производ на наградата. Јас се сеќам кога прв пат ја доби наградата, зошто? Затоа што имаш звучно име Фросина Пармаковска и останува. Значи сосема ми текнува кога прв пат се појави во јавност. Кажи ми, поддршка од семејството, пријатели, имаш секако огромно? Да, од семејството сум имала секогаш безрезервна поддршка. И не само поддршка, јас сум така растена во еден дом со многу љубов, многу спокој, безрезервна поддршка и тоа го имам наследено и во живењето и во пишувањето. Многу ми значи исто еден мир, спокој кој што го имам наследено од дома, кој што ми е едно од главните начела кон кои стремам, на кои што сакам, по кои што сакам да живеам, но и неопходен услов за да пишувам. Ако го немам тој мир, мислам дека не би можела ниту да почнам да твориш, да пишувам, камоли да завршам некоја книга. И те спомнав претходно и за факултетот, значи, но и понатаму, во сите помали и поголеми чекори, безрезервна поддршка. Прво од семејството, секако и од неколку блиски пријатели кои се секогаш тука. Се познава тоа по брат ти, бидејќи јас прво го запознав брат ти и му реков, Да. мораш да ми дадеш бројот Фросина, односно дај број, така и ставивме во контакт, нели? Да, Преубаво. Кажи ми, книжевните движења, кажи ми прво за малку за твоите романи. Ајде да одиме со одбројување, едно, два-три збора, кажи ми за секој од нив. Па да, Да ги представиме. почнувајќи од Вишнова хроника, сега да, неблагодарно јас да зборувам, ама некој воопштено вака гледање, тоа се стилски многу слични романи, веќе читателите ми го препознаваат стилот, но тематски се многу различни. Од едно одбројување кој што третира темата сепак на жената, на психичкото растројство и многу други тешки теми, до другиве романи кои што третираат различни теми. Има мноштво теми и доста различности во романите, но тоа што ги поврзува е стилот. Во тој стил најверојатно сум се пронашла и ете така. И те препознаваат секако, ова и да не знаат дека си ти ќе те препознаат, нели? Тоа е оние што навистина знаат да читаат. А книжевните движења се неразделен дел од историјата на литературата и играат многу голема улога во збогатувањето. Нели секое едно ново е или одбивност од претходното, или го користи како инспирација и преку тие дела можеме да видиме, можеме и да го откриеме историскиот момент или кое движења се создадени. Сега, кај тебе се појавува, односно прво кажи ми колку тие движења ти влијаат, па потоа ќе отидеме на она што е твој белег, магичниот реализам. Па да, влијаат и движењата, но и реалноста. Мислам дека се што читаме ни влијае помалку или повеќе свесно или несвесно. Ние како книжевници треба
прво нели да сме читатели, да имаме прочитано многу и од сите движења што ги споменавте, но и да сме добро упатени во оваа реалност, во овој контекст кој што го живееме, така што јас се трудам да држам некој чекор, но кога пишувам, ете, тоа можам да кажам дека не читам белетристика. Зато баш ради влијанието кое што го споменавте, затоа што тоа може и Белја да направи, колку што може добро да повлијае, може и лошо, така што во тој период од една година читам секако, но друг тип на литература. Може да е тоа теорија, есеистика и така натаму, но белетристика од тие причини не освен по некои исклучоци ако треба да промовирам некоја книга и така. Колку ти влијае секојдневниот живот, се она во кое ние живееме сега и ти остава ли белег по нели пишувањето? Па влијае на многу начини и добро е ако можете тоа некако да го фатите, да го искористите, да го употребите, но во исто време да останете имуни, тоа е предизвик. Да не биде анализа нели стручна, туку само да се провее нели оној момент на современост. Магичниот реализам се појава како резултат првично на уметничко движење во 20-тиот век. Можеме да споменеме Фрида Кало, едно од нив, е типичен пример. Што се случува? Значи, тој е специфичен вид реализам, настоја да вклучи фантастични и чудесни елементи во приказните, без да нели ги нагласи оние на нивна зачудувачка природа, туку да бидат споени. Прв што се појавува во суштина е Алехо Карпентиер, Кралството на овој свет, 49. Предоставам ти сите ги знаеш. Ајде да им ги кажеш тие, да не ги кажувам јас, Мигел Анхел Астуријас, 100 години само Тија Маркес. Како но и европски од Грасла, Маринени од Барабан, ако не се лажам, е вака од теоријата препознаен како првиот европски пример. Да, јас долго време бев фасцинирана од магичен реализам, токму на таа тема и ми е магистерската теза. Тоа ќе спомнем сега. Да, варијации на магичниот реализам во светскиот и во македонскиот роман. Долго време бев фасцинирана и долго време сакав да напишам, но не ми одеше, затоа што наменски не се пишува, барем јас не умеам така по задача да пишувам и секогаш кога почнував некој роман, тој си наоѓаше начинот, тој што сака да си каже, не јас како што сум, нели? Да, но со последниот роман, мало чудо се случи, што самата идеја во сршта, самиот лик беше онака како што ми се роди, како што ми се појави, беше во суштина магично реалистичен и немаше подобар, целосен начин да се опише тоа, а не преку тој феноменот на магичниот реализам кој што нели убаво го опишавте. Тоа е спојна чудесното и реалистичното на начин каде што нели не изгледа волшебно, туку изгледа како реалност. Така, не прави упат во реалноста, туку се прилагодува на неа на начин што ја надополнува, ја прави пораскошна, побогата, впрочем нели такви се и романите кои што ги споменавме. И Маркес, и Ружди, многу примери. Салман Ружди. Исабел Аљенде во Куќа на духовите и филмот кој што е многу познат со Глен Клоус и Мерил Стрип и Джереми Айронс, таму исто е совршено прикажан тој магичен реализам. И го препорачувам на луѓето и да го прочитаат и да го изгледаат филмот. Зошто го одбра? Тој те фасцинира, те плени и јас долго си ја носев таа фасцинација, но сега се погодите на мој терен, баш јас да пишувам магично реалистичен текст, роман. Можда тој ме одбра мене, можда ликот ме одбра мене, можеби идејата ме одбра мене, затоа што јас не го контролирам тој процес кога ми се појавува идејата. Се појавува сама како резултат на некој процес и секако искуства, размислувања, желби, но самото раѓање не е процес што јас го контролирам. Како ти е во главата? Вриеш? Да, така во многу правци. Ти доаѓаат, мисли. Се еднош да ги запишеш, ги снимаш, правиш нешто или... Ги запишеш. Што сум забележал, ке ми дојдат многу убави работи во глава, некаде сум, и нема да ги снимам, нема да направам и толку. Тоа може да претрпи голема штета кај еден писател, затоа гледам кога ја добивам идејата веднаш да го почнам процесот на
пишување, затоа што во глава колку што лесно доаѓа, толку лесно и Така си си оди. заминува, нели? Јас познавам еден човек од факултет кој што уште има во главата роман од 25 години кога имам. Да, во главата имам роман, но многу лесно се лизга и идејата, но и самиот елан за неа многу лесно. Мене ми се има лизнато на 2-3 пати така нешто што сум мислела. И така си научив дека кога ќе се појави тој елан, инспирацијата, идејата, да си се почне степенот на работа кој што веќе си е континуиран, без паузи, без прекини, така. Уште нешто ќе те прашав во врска со ова, ама слушајќи те ми избега мислата, од каде црпиш инспирација, велиш во некој твој интервју. Да, ми текна што сакав да кажам. Ја читав дома, сега убиме која книга од тебе ја читав, мислам дека е како се викаше, мислам последната, дека се уште можам нешто да сторам. Дел исчитав, мислам дека почетокот, кој што многу ме потсети на Кортасар во описите на Мага и Оливеира, толку слично беше, што ме фасцинира, викам, види колку... Тоа несвесно било. Знам, апсолутно, дека е само стилски, толку... Благодарам, ти го кажам како комплимент, некако... Не, така дека е на едно ниво, вау. Велиш дека моите романи секогаш се раѓаат од главните ликови. Да. И како ти се појавува тебе лик во главата? Секогаш, да, се појавува ликот со своите атрибути. Дали е колекционер на хроники од весници, се појавува и така се проширува. Веќе освен особините, тој можеби сака да има дете, ако е жена во последниот роман, можеби сака, се проширува и така некако се конструира приказната. Никогаш немам почнато од приказна, во смисла да ја имам од почетокот што ќе се случи до крај, туку ликот. И тоа е, освен што е пишување и некоја потрага на спознавање, се спознава, тој се спознавам звучи јас. секако. Да, тоа е едно меѓусебно другарување, патешествие, да речам. Живееш со ликот? Да. Постојано, нели, додека не го донесеш до оној... Апсолутно, и тоа е, мислам, многу важно за сите кои што, мислам, пишуваат реалистична проза, сите кои што сакаат да имаат уверлив, веродостоен, целосен лик, дека треба квалитетно време да се помине со него. Значи, мора во секое време, во процесот на пишување, да ги знаете сите движења и сите мисли на ликот. Се, како реагира, како сака, како страда. Ако почне да исчезнува во очите на саканата, дали ќе си отиде, дали ќе го направи бучно со фанфари тоа, дали ќе замине тивко. Секое вдишување и издишување треба да го знаете за да биде тој уверлив лик, да биде целосен, да биде издржан лик. Додека пишуваш, значи ти живееш со ликот и што друго? Слушаш музика, се повлекуваш, се затвораш, што правиш додека? Да, многу од тоа. Музика е задолжително, дури вака можам сите романи да посочам кој што албум кога си го имам слушала таму, нели? Да. Затоа што тоа многу убаво ми делува на енергијата кога пишувам и да, таа година, прилика колку што е рамката на еден роман, кај мене, живеам доста поповлечено. Избегнувам гужви, сакам средби еден на еден, за да не застранам конкретно од реалноста, да не искучам. Сакам и патувања. Многу ми помага кога пишувам тоа. Сега да речем патувањата ќе ти отворат нели нови хоризонти, нови и идеи. Нови видици, нови идеи. На тие патувања додека пишувам одам сама. Затоа што одам да пишувам и имам таму можноста и да се впуштам да запознам комплетно нов туки свет за мене, но и ако посакам да се осамам во некој кафуле, да си се повлечам во мојот внатрешен свет, во светот на романот. Да. А кажи ми, некогаш ти се случило да прочиташ некој дел од веќе издадена книга и да речеш, овдека сега би додала ова или не, го завршуваш и тоа ти е... Го завршувам и тоа е причина зашто не ги читам потоа книгите, зашто секогаш ќе се најде нешто.
секогаш ќе се најде нешто, сигурна сум дека сите писатели се соочуваат со тој предизвик, секогаш можеби би сменила, но има еден момент кога треба да се стави точка и јас гледам да оставам еден простор пред објавувањето каде што ги правам тие корекции, репрочитувања до степен да ми досади сопствениот роман и ете да ја ставам последната точка. Дали сега едно малку по длабоко да речам, она што сакаш да го кажеш пред луѓето и некогаш не го кажуваш, не го искажуваш, дали тоа го користиш да го искажеш, потоа да го испишеш на хартија? Па да, не толку свесно, ама во една поопшта смисла затоа што не само луѓето самата реалност нели умее да постави пречки, зидови, цензури, дури да ја саботира некогаш вистината. Романот сопрево. Романот изразот е полето каде што имате целосна слобода. Исчезнуваат сите граници, сите зидови, не постои врата што не може да биде отклучена. Само така бескрајна слобода. Дури и читањето како процес е таков. Кога влегувате сте ослободени од. Да, и влегуваме. Јас кога читам книга, ако не сум сконцентриран, ако веќе не сум уморен и сично ја оставам, затоа што сакам да влезам и нели, додека го читам, тоа да ми се прават слики. Да колку можам да бидам она што авторот нели го замислил, да го замислам и јас. Кажи ми, ја гледаш книжевноста, пишувањето како сведок на едно време, како сведок на еден миг, можеби и од твојот живот нели во моментот, или чисто забава која што е забава твоја додека ја работиш и потоа забава за оние што ќе уживаат да го читаат тоа? Да, уживање секако дека е и процесот на пишување, но првенствено е сведок секако на едно време, на автор, на неговиот светоглед. Сепак е сведок и тоа сведок кој што е најдобар, невозгордеа, непретенциозен, ненаметлив. Па би рекла дури дека е една важна функција на самата книжевност, особено во магичниот реализам и е критичар на реалноста, најдобриот критичар. Најдобриот критичар е дефинитивно. Да, тој критичар може да биде и духовит и забавен, но тоа му е некоја пропратна, споредна функција. Кажи ми, кај нас можеме да кажеме дека постои во Македонија еден современ бран или нели еден број автори, писатели како тебе, да речеме, од помладата генерација, кои што следите некаков стил, се пронаоѓате, сте слични, или напротив се е тоа, секој има еден свој стил и е различно? Тоа ме интересира како, бидејќи не ги имам исчитано сите, нели се појавија сепак повеќе сега. Да, многу убаво прашање. Прво да кажам дека во Македонија има одлична современа книжевност. Можеби нека биде и апел до институциите малку порешително да се охрабрат кон промовирањето, затоа што штета е и финансирање, зошто да не, нели на крај. За да излезе од рамките на нашата земја. Што се однесува, јас најблиску можам да зборувам за мојата генерација писатели, се родени меѓу 80 и 90. Се појави оваа генерација пред 10 години, многу баш како своевиден бум на македонската сцена. Баш така. И препознаени и од критиката, и од читателите. Многу читатели се вратија кон македонските автори и мило ми е што припаѓам на таа генерација, каде што има одлични писатели, а по тоа дали на една линија е исто многу интересно, затоа што ние секако не допира истата реалност, можеби истите теми, но сите се различни, сите. И за мене тоа е можеби најубавото нешто, затоа што понудата е различна. И читателот ако не му се допаѓа еден, може да чита друг, но има избор, има изобилство. Таа различност е само богатство и само предност. Секако дека е богатство, да, нели кога би биле унифицирани, тогаш ќе биде еден вид режимско пишување. Да, и по стиловите, па дури по темите сите се разликуваме еден од слободата на изразот, секој да биде свој. Спомена дека зборуваш преубав, имаш преубав и говор и ништо. Тоа е убавина да се слуша.
тој вокабулар кој што е нели набилдан, да кажеме, со текот на годините и читањето, додека студираше, сакаше, што сакаше да читаш, кои ти беа омилени автори, претпоставам дека нели некои ти се издвојувале посебно од други. Да, јас кога студирав, тоаш ве понесува се, затоа што имавме доста квалитетна литература. Многу еве и самиот предмет романтизам и сите писатели, поети од романтизмот, од фантастиката, од магичниот реализам. Потоа во нови периоди, нови писатели, никогаш не успеав да го одговорам прашањето за кои ми се, например, омилени писатели, ама писатели на кои што најмногу сум се навраќала и најмногу сум ги читала се Достоевски, Орхан Памук. Орхан Памук? Да. Последно исто, например, што имам читано, читав Капка Касабова Кон езерото, која што неодамна имаше промоција во Скопје. Одлична книга. Една поетска книга Небо трето од Ѓоко Здравевски. Читав сега, исчитав еден ракопис што ќе биде големо изненадување затоа што е дебитантски ракопис на авторката, а е многу уникатно и мислам дека ќе предизвика интерес кај нашата публика. Убаво е да имаме нови, да имаме творење. Има, за тоа што сака нема недостиг од добра литература. Да, и јас исто апелирам кон сите институции да ве поддржат максимално, бидејќи навистина е едно големо богатство што мораме да го негуваме и да ве негуваме вас, кои што сте талентирани и имате збор кој што значи многу за сите понатаму. Кажи ми, дали имаш влијание од нешто, нели велиш ми се раѓа лик. Не мора да е друг автор, не мора да е друга книжевност, може да е дел од музика, може да е симфонија, може да е арија, може да е, не знам, слика. Може, да. Што ти влијае на, нели, ајде, кажи ми тебе што ти влијае и кажи ми до кој степен мислиш дека книжевност, односно секоја една книга што е родена од вас, може да отвори други светови на луѓето, да ги пренесе во една друга реалност, бидејќи сите живееме во една реалност, ама бегството е многу важен момент за да обстојуваме здрави. Да. Без тие расстройства што ги спомна во книгата Одбројување, мислам дека ми спомна. Има и таму и во Вишнова, апсолутно е така, што ми влијае многу работи, многу. Да почнеме од нашата општествено-политичка реалност, која што произведува такви настани и луѓе, што мислам дека и писател во најлудите фантазии не може да се да ги замисли. Да почнеме од тука, но многу повеќе и подлабоко. Значи, и отаде таа реалност и нејзините прекршувања ми влијаат, исклучоците од реалноста, секако љубовта, тагата. Пример, порано многу ме инспирираше тагата, додека не се дека морам да научам да пишувам и кога и за среќата така. Зошто е тоа така? И поезија. Еве јас порано како многу млад пишував, ама пишуваш кога си тажен, пишуваш кога си повреден. Така и не знам зошто е тоа така, но можам да тврдам дека е многу полесно да се напише тажен крај отколку среќен. Но после кога сте писател мора да учите да менаџирате со тие работи, не може цел живот да се судиме нели на пропаст. Но се ме допира. Така што гледам во книгите сето тоа да го извадам, да го истражам, да го анализирам, при тоа себе си да се спознам по кој знае кој пат. Значи тоа е едно патување. Растеш со секоја нова книга, растеш, нели, ти лично зборувам, и тебе ти се отвораат веројатно нови, како што рече, нема врата што му не може да е отклучена. Да, секоја книга е баш тоа, убаво кажавте, надраснување, ново преродување, нов живот, зашто цел животен циклус е така, кога се создава еден свет и да се затвори еден свет, кога се завршува романот, а тоа дали исто беше прашањето дали се отвараат, не да се отвараат, мислам не постои нешто што може толку да го отвори
види код светот како книга, нели? добрата книга. Дури јас и подалеку би одела, по лично по мене, јас сум имала книги, тоа не се случува со секоја книга, но трајно да ме променат. Мене внатре, значи по нивното читање да не сум повеќе никогаш иста. Тоа се, значи, Да, гледањето на светот или Да. на одредено нешто ни се менува комплетно поради некоја книга, поради некој лик, може Токму би, и така. може сосема да се точно така, трајно да се промениме. Формите на пишување се држиш, нели оние, ајде да ги кажеме, движења, стилови и се, или мислиш дека може секогаш да постои опција за напредок, за напредок, не да не звучи убаво напредок, ама промена, да речеме, во стилот, или би сакала да се задржиш на тој некој твој препознатлив стил? Па, јас би сакала да се задржам додека природно ми доаѓа. Затоа што можда нешто да ми изгледа интересно, како и да, но ако не легне тоа природно, производот ќе биде вештачки, изнасилен. Ќе биде усилен, да. Да, затоа гледам тоа да удобно ми е во моментот и во стилот, но и во романот, нели? Така што сега во догледно време не би менувала. Имаме прво прашање овде кај што сум ставил да ти поставаме, дали што е потребно да се создаде едно дело од ковот на 1001 ног. Нели се смета дека тоа е едно од делата кое што е и преведувано, и битни се преводите и се? Да, многу убаво прашање. Што да видите, 1001 ног, раскажувањето е процес на преживување, на секојдневно избегнување на смртта. Па ако се свати раскажувањето, значи треба да сте добар раскажуваш, ако се свати раскажувањето како средство за живот, како единствениот пат, порив, да, најважната работа, секако дека може да се создаде, ете да не правам споредби, ама дело кое што ќе му подари некоја мала вечност на писателот, ќе го надживее. Да речеме, дело кое што би било светски, нели, познато не само кај нас е лесно. Не е лесно ни кај нас, ама сепак сме мал простор, па да речеме ќе се чуе, но да излезе од сите, нели, граници да отиде на секаде. Кога сме кај тоа, на кои јазици би сакала да бидеш преведена? Каде би сакала да те преведат и да те издадат во некоја земја? Тоа, да, ми е неостварена желба од јазик кон кој што негувам голема љубов последните години, а немам превод, сакам да бидам на турски преведена. Ете. Јас ќе те преведам. Супер, Јас сум турколог. Стварно? Да, јас сум турколог првично, па потоа италијанист и шпански. Јас учам 3 години турски во Јунус Емре? Да, ми е многу тешко, да. Јас предавав до пред некоја година и пред ковид некаде престанав и веќе не се вратив на предавање турски. Ама да. Прекрасен јазик. Го зборував како мајчин јазик. Јазикот е, самиот јазик е уметност. Нешто невидено. Да. Нешто донесено до совршенство. Нели? Да, апсолутно. Да, сакав да те прашам за оној момент. Оние стари бајки, стари приказни, Снежана, Снежани седумте џуџиња, Пепелашка, нели? И сега имаме едни нови бранови на анализа на тие дела, па не знам, родова неусогласеност или тортура, или што мислиш за тоа дека тие нови, дека девојката мора да е секогаш спасена, или таа е секогаш кутрата, или е сирак, или е... Што мислиш за тие анализи? Многу ме интересира. И за детската книжевност воопшто. И дали има разлика колку е тешко да се создаде една книжевност за деца? Да, сигурно тешко е, да. За да се симне, нели, на да се доближи, да се влезе во тој свет. Значи, треба да се влезе буквално безкомпромисно. Во однос на претходното, јас не сум за претерување и за критика и анализа, нека има секогаш, но... Малку забегавме со тоа, нели? Отидовме сепак времења кога не постоела. Да не се оди од една крајност, да, значи, кога се интерпретира едно од тие дела, може да се еве старите бајки, но и некои филмски книжевни дела до пред 30 години, значи, не сме да се
пренебрегне контекстот во кој што се И пишува, не временската може да ги димензија, валоризирате нели? со механизмите на денешнината. Еве, нека се направат нови, нив ќе ги анализираме со механизмите на денешнината, така. Да. Дали мислиш дека би сакала ли да стасаш до Нобелова награда за А никогаш не сум помислила. Ама лицемерно е да речам не. Нели? Да. Би било прекрасно. Имам прашање што е дали сакаш да напишеш некој роман кој што ќе биде поинаков од она што е појавено кај нас, зборувам за другите автори, но и понекво од тебе. Значи, не поврзано со она што... Рече дека секој роман ти е тематски различен, нели? Јас таква желба имав за магично реалистичен роман и таа ми се исполни. Така што не би претерувала со желбите, да. Туку јас би сакала да ми биде дадено уште да пишувам, да би се раѓаат идеи, да можам да Јас сум сигурен дека тоа. ќе ти биде, затоа што те слушам како зборуваш и каков свет имаш во главата. Ќе ти подарам една книга за благодарност. Фала ти. Тоа е мој превод, а писателката може би ја познаваш, Роса Монтеро. Од шпански. Шпански, да. Фала ти. Да, и е интересна. Ме чека патување, Еве ти, да уживаш на патувањето, да излезеш од твојот, да видиш во друг еден свет, во друга глава. Во кој период си сега од животот? Пишуваш нешто? Си во некој... Имаш некој лик? Имам нешто, да, имам нешто напишано, но тоа беше многу поразлично од минатите процеси на пишување, во смисла доста поинтензивно и за пократок временски период. Сега го имам оставено да лежи, малце да го помине тестот на времето, ама доколку го помине, многу наскоро ќе Кој ти ги чита освен тебе? Како? Кој ги чита твоите ракописи освен тебе? Тоа е многу, битен момент. Вака ние пријателски писателите си даваме ракописи затоа што тие забелешки во работна верзија се најдрагоцените. Да. Така што имам јас сите блиските пријатели, но и мојот издавач Нено ми е така најдобриот тест читател. И сите сугестии што би ги има дадено ги имам прифатено, па дури идејата за последниот роман, се уште можам нешто да сторам, од реченица од самиот роман, која што Нено ја виде, така што него можам да му се заблагодарам за насловот. Исто како овој наслов, види го насловот на ова. Да, што влече, да, баш нели? Да, кечи. Да. Кажи ми каква си приватно, освен што се повлекуваш и живееш во свој свет додека пишуваш, приватно си каква? Какви хобија имаш, што сакаш да правиш, што те прави Па, јас ми среќна? исполнувајте покрај нели пишувањето и читањето, сакам да слушам музика, да откривам нови музики. Пред неколку години се навлеков на турски рок, имаат фантастична сцена, многу сакам да откривам работи, така. Во останатото сакаме патувања, ги сакам времето поминато со блиските, со пријателите. Сакам да имам некој баланс, што го спомнав прегеска, сакам да имам некој внатрешен мир во животот воопшто, кон тоа стремам, тоа сакам да... Кој ти се омилени од турскиот рок? Пинхани? Думан. Думан? Бев сама на концерт да ги гледам пред 2 години, неверојатно Има искуство. ќе ти дадам, јас имам во телефон милиарда. Кој што ги слуша, ќе ти ги... Да, многу ќе ти бидам благодарна. Да, ќе ти ги кажам сите што се одлични сега во моментов. Има многу. Да. Имам една песна која што сигурен сум дека ќе ти се допадне, тоа е една девојка која што пее фантастично, некако по сензибилитет ми е слична на тебе. Сега е снимена и во дует со еден исто многу добар пееш, ќе ти ја кажам и таа веднаш по емисијата ќе ти ги кажам. Без што не можеш да живееш Фрсина? Освен пишувањето, предпоставувам. Па, без таа хармонија, без љубовта, без блискоста со тие луѓе кои што ме обкружуваат, ама и книгата мора да влезе тука книгата. Тоа е тоа што ме дефинира, тоа е тоа што најдобро можам да го правам. Тоа е.
Дали имаш омилен град? Рече дека ќе патуваш сега. Каде ќе патуваш? Сега ќе одам прв пат во Сараево, не сум била, очекувам дека ќе ми се допадне. Сигурно. А омилен град ми е Истанбул. Истанбул е град на бесконечни можности, на бесконечни контрасти. Во една секунда од еден свет строго конзервативен, во помалку од една секунда можете да влезете во еден сосем поинаков спротивен либерален Извини се, свет. изнасмав затоа што на сите им велам Истанбул е градот, Истанбул нема друго такво. Значи живее во еден момент, во еден ден можеш да видиш 10 различни векови. Да, така Од, е. Така. од 6 до 23 век можеш да отидеш, нели, во оној новиот дел на градот. Да, и секогаш Што е одново лудило. се открива. Никој не може да рече аз Не го може. знам Истанбул, вака, Јас не, сум нема бил едно шанс. 30-тина, може и повеќе пати и сум седел таму подолго и не може. Секој одење е ново. Грците го викаат полис, затоа што тоа е само градот. Да. Нема и градот име. Тоа е Да. градот, the city. Апсолутно. Значи, апсолутно е Истанбул градот. Што те подсетува на детството? Живеење во хармонија, тоа се ти реков уште веднаш се познава. таа хармонија, таа безгрижност, тоа е мирот што го имам наследено од детството, ме подсетуваат многу работи. Беше повлечена како мала? Па, тоа е дискутабилно. Знаев да се повлечам. Јас, например, кога ќе земев да читам книга, ја читав една од првите, Јан Бибијан, имам онаква фотелја на нишање и сум во свој свет, тогаш сум повлечена. Ама во друг момент бев палавото дете. Палавото така дете што- беше, да. Да, тоа најдобро можда моите би го кажале. Јас сакам палави деца, за јас бев палаво дете. Што може да те изнервира? Не ми изгледаш на некој што може да се изнервира. Те вади нешто такто нака баш да те Ретко, погоди? благодарна сум за тоа, но и не дозволувам. Се учам да не дозволувам на се и на се што да ми го нарушува мирот, но се случува, луѓе сме, поретко, ама да ми изнервираете. Па настани од секојдневието сега, кога ќе излезете, например, од зграда, а пред вас е градилиште, а вие Или одите во ѓубре. емисија со лажни марамчиња, кондурите да си ги избришите. Мислам, тоа трае 2 години. Не може да останете имун на тоа, ама гледам Или ѓубре, или... ѓубре, се има, се има. Имаме од се. Што ќе ни кажеш за крај? Фросина, види колку брзо помина, нели? Да, брзо. Не те ни допрашав се. Па, да, не знам што не спомнав, но јас би изразила благодарност тебе и за поканата. Ретко ја поздравувам иницијативата, ретко кој се занимава со култура, кој посветува време на култура, на книжевност, така што би се заблагодарила за поканата, би се заблагодарила на читателите, без нив ништо, ниту јас би била писател, ниту книгите би имале некој свој животен пат. Секоја прилика ја користам за тоа, затоа што нема поубава сатисфакција од тоа да допрете до еден микросвет, до еден читател, па фидбек се случува да напише колку нешто повлијаело, така што ете, им се заблагодарувам на читателите. Јас ти се заблагодарувам, чест ми беше. Јас уживав во разговорот со Фросина Пармаковска, се надевам и вие. И како што вели таа, без читателите не би биле ништо, ние исто без вас, гледачите, не би биле ништо. И би сакал да ви порачам да се нурнувате што почесто во световите на книгите, на сите тие нови светови кои што се блиски и некогаш далечни од нашите светови, од нашиот свет во кој живееме, но сепак се поинакви. До следната трафика ви посакувам убави денови.